Во тема на денот, како што најавив, разговарам со политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Добро вечер, благодарам што сте во тема на денот. Славица, благодарам на поканата. Ќе почнеме со надворешната политика. Како ги коментирате паралелните дипломатски напори кои ги видовме во Хаг и во Брисел? Се работеше ли за некакви средби или разговори од кои произлегува никаква суштина или само формално одржување на диалогот под притисок на јавноста? Мешани сигнали доаѓаат од Софија во овој период. Од една страна имаме серија изјави кои велат се разбира дека нема да имаме нови билатерални барања, но треба да се исполни тоа што е напишано, што можеби дава некаков зрак надеж дека доколку ги продолжиме преговорите, би ги продолжиле на основа на мерит, на основа на вистински критериуми, а не врз основа на билатерални протоколи, односно билатерални барања. Од друга страна, тврдата позиција и релативно протоколарните средби без никаква суштина не покажуваат некаква флексибилност или некаква желба од Бугарија да направи чекор напред. Особено последното гласање на извештајот во кое повторно влегуваме во некаа зона на идентитетски прашања, можеби покажуваат дека ќе останеме во ровови подолго време по тоа прашање. Видовме какви писма испратија Желјасков даде изјава, Радев напиша писмо до Брисел. Дали тие се показател дека Бугарија е затворена во својата флексибилност, односно дека флексибилност не постои, или сепак останува простор за некакво креативно толкување на нивните пораки, имајќи предвид, како што рековте, дека има некои измешани сигнали во однос на тоа како Бугарија ќе действува во иднина? Мислам дека и за Македонија и за Бугарија релативно е јасно дека тоа што е напишано се додека трае не може да се смени. Тешко е да очекуваме дека ќе се сменат условите од преговарачката рамка се додека ни се знае како се менува преговарачка рамка. Тоа значи да ги прекинеме преговорите, да побараме нова преговарачка. До тогаш нереално е да се очекува Бугарија да попушти од нешто што веќе е заверено во Скопје, условно речено. И сега овој антагонизам кој не враќа на идентитетските прашања еден нов слој на проблеми кои сметавме дека сме го надминале. Ако се сеќавате на генезата на односот на Бугарија кон јазикот, тој во првите билатерални договори 2 за добрососедство се нарекуваше македонски јазик согласно уставот. Согласно уставот, така. Имплицирајќи дека е политички конструкт и дека има политичка, а не етноисториографска генеза. Но мислевме дека го надминавме. Се надевавме дека прашање. точно така, се надевавме дека со преговарачката рамка каде што и чист би рекле пропонентите на преговарачката рамка македонски јазик и подоцнешниот договор за Фронтекс дека ние тоа сме го затвориле. Очигледно не. Ние не знаеме сега во куларите на Брисел дали ние се браниме или напаѓаме со многовековен јазик или се браниме од современ македонски јазик, но очигледно е дека тие проблеми идентитетски само биле бутнати под килим и дека секогаш под површината се уште стојат. Тоа за нас представува црвена линија и не мислам дека постои политичка елита во Скопје која може таа црвена линија да ја надмине. Ако стои чист македонски јазик без дообјаснување, можеби тоа е некаков креативен јазик како што велиш кој може да се истолерира во Скопје, но прашањето е дали ние сега од извештајот кој е во основа технички документ правиме политичко поле за надпревар. Да, ние ли го создаваме тоа? Тоа сакав да ве прашам, или сепак амандманите кои бугарските европратеници ги поднесоа направи еден нов фронт и може ли тоа што во полуфиналето да кажам или во првиот дел од мечот успеавме да се одбраниме од тој напад, да се смета за дипломатска победа или сепак самиот факт дека имаме нов фронт не може да се гледа на целата ситуација како на позитивна? Тешко е да се најде генезата од каде почна. Дали кокошката или јајцето се постави. Јас мислам дека самиот известувач сакал да реафирмира македонски идентитет, што можеби иницирало контрреакција од бугарските европратеници. Таму сме кај што сме. Не е спорно дека усвојувањето на извештајот, ако се усвои, би била дипломатска победа за нас. Особено со оваква формулација за јазикот. Но мислам дека го потигнавме прагот на очекување толку многу, што евентуално неизгласување на извештајот на пленарна седница, како што не се изгласаа претходните два, сега може да се книжи како дипломатски пораз. И мислам дека влеговме во арена во која од извештајот, каква и да е формулацијата во извештајот, тоа нема да влијае на општата ЕУ позиција, а ризикуваме да ги кршиме копијата во наредните 5 години со Брисел, во Брисел со Бугарија преносење на секој извештај. Не е спорно дека можеби му е потребна на Скопје на таква мини дипломатска победа, но треба да го почекаме и последниот чин. Јасно е дека ништо нема да се случува до локални избори. Тука па и во Бугарија наближуваат следните избори, но потребно ли е да
имаме некаква временска рамка и да имаме некаков јасен план кои ќе ни бидат следните чекори. Измина една година влада, ги слушаме поракети за одложено дејство и за некаков реципроцитет, меѓутоа не гледаме некој јасен пат кој е следниот чекор. Во основа во меѓународните односи времето работи за посилниот. Во моментот Бугарија поради своето членство во ЕУ е сепак посилната страна во овие преговори. Тие можат да си дозволат да чекаат, а ние не. И во таа смисла треба да поставиме некаква временска рамка. Најмалку што мора да направиме е да ги воспоставиме повторно редовните билатерални преговори со Бугарија околу тоа што може да се направи. Позициите околу тоа што може да се направи, бидејќи ги слушам позициите на владата, да влезе Македонец во Комитетот за заштита на малцинства, да се отворат клубови, да се почитуваат дел од преговорите во страна. Тие нема да се случат врз основа на пинг-понг изјави. Тие може да се случат само ако воспоставиме некаков нормален дипломатски механизам, дали специјална комисија, дали специјален пратеник кој ќе одржува тековна комуникација со Бугарија за да може да се надминат тие прашања. Очигледно е дека македонската влада во овој формат нема да ги донесе уставните измени. И тие него ни кријат. Мислам, таа позиција не треба да се очекува дека ќе се смени. А очигледно е дека Бугарија од ова што е напишано нема да попушти. Ние не можеме да очекуваме дека пресек на тие две можни решенија ќе се случи само од себе. Мора да работиме на тоа да се случи, а нас ни се брза повеќе одошто на Бугарија, бидејќи Албанија и Црна Гора ќе одат напред. Има ли кој да биде медиатор во целиот тој процес? Има ли според вас реална желба кај челниците во Брисел да преземат иницијатива за да дојде до таков суштински диалог? Нас ни е потребен медиатор во тоа. Не може да се сведе тоа само на билатерални разговори, но ние треба тоа да го побараме. Ние треба да побараме официјален пратеник или медиаторство и да ги почнеме диалозите. Се додека и ние се молчиме во Скопје и тие се молчат во Софија, ситуацијата ќе остане статус-кво. Кој добива, кој губи во смисла на политички поени во ситуацијава на домашен терен? Гледам дека денеска и на пратенички прашања неминовно ова беше централна тема. Опозицијата критикува дека нема јасна стратегија, нема јасен план. Власта одговара дека сме во ситуацијата поради минатиот труд на СДСМ и ДУИ и така натаму. Може ли Венко Филипче да собере политички капитал како носител на продолжување на европскиот пат, или сепак риториката која доаѓа од владата е многу помоќна кај гласачите, затоа што провокациите пак од Софија постојано даваат можност една таква патриотска реторика да зема замав и во Скопје? Имам впечаток дека секој се обраќа само на сопствената публика и дека комуницираат еден со друг наместо да комуницираат со граѓаните. Не мислам дека ниту една партија може премногу да ползува од таков речник, но владата поради својот повисок политички капитал е во позиција нејзините аргументи да бидат повеќе слушнати и повеќе прифатени од граѓаните, имајќи предвид дека и ужива поголема поддршка. Тоа значи дека и наративот на владата генерално ужива посериозна поддршка. Не мислам дека никој никого ќе разубеди во вакви пинг-понг надмудрувања во собранието. Мислам дека е попаметно, како што имавме иницијатива пред некое време, да се направи заеднички државен консенсус. Да се дефинираат државните црвени линии, кои ниту една политичка елита не би ги надминала. Ние никогаш нема да направиме напредок, се додека има некоја политичка елита која би прифатила нешто што некоја друга не би прифатила. Тоа е совршена ситуација за Бугарија. Тие тогаш тој пинг-понг ќе го искористат за да покажат дека во Скопје нема желба за вистински напредок. Додека немаме внатрешен консенсус и да се откажат политичките партии од печелење на поени на тие прашања, бидејќи секако не печелат многу, секој се обраќа на својата публика, немаме пат кој ќе не движи напред. Ни се ближат изборите, никако уште не е почната таа еуфорија со константно следење на рейтинзи, мерење и така натаму. Последно беше препирката помеѓу опозицијата и власта, дали има намален рейтинг кај владеачкото мнозинство, нешто што го лиферуваше СДСМ како информација од највисокото раководство на ВМРО-ДПМН, гледајќи ги сите елементи на приказната, а можеби и знаејќи какви се мерењата, кои се вашите прогнози? Има ли некаква промена кон негативно конто во делот на поддршката за власта? И колку евроинтеграциите воопшто имаат влијание на тоа кој добива, а кој губи избори? Во моментот, по бројките кои јас ги гледам, две главни прашања се економија и борба против криминал и корупција. Евроатлантските интеграции и проблемот со Бугарија се надалечно 7, 8, 6 место со едноцифрен под 5%
заинтересираност од страна на граѓаните. Така што тие немаат трансформативен капацитет за да донесат некого на власт или да бутнат некого од власт. Сега, откако го кажавме тоа, враќајќи се на вашето прво прашање, дали власта губи или не губи рейтинг. Немам впечаток дека власта има значително изгубено рейтинг, но имам впечаток дека солидноста, хомогеноста на тој рейтинг доживува некаква мини ерозија. Зошто? На претходните избори голем дел од гласачите кои претходно гласале за СДСМ директно се префрлеле на конто на ВМРО-ДПМН. Значи, лојални партиски гласачи има се помалку во Македонија, има се повеќе гласачи кои немаат проблем да гласаат за едната партија кога тој им одговара и диаметрално спротивно кога тој им одговара. Тоа може би добро и здраво. Така е. И тоа е причината зашто СДСМ изгуби под рейтингот кој го сметавме дека им е гарантиран 200 и нешто илјади гласови. Но истовремено тие нелојални гласачи му дишат на врат и на ВМРО-ДПМН. Бидејќи тие се гласачи кои очекуваат брза испорака, брзи резултати веднаш. И никогаш во принцип не се задоволни. Тоа е ризикот вистински по рейтингот на ВМРО-ДПМН. Колку може брзо да ги испорача реално високите очекувања на електоратот. Тоа е вистинската закана, а не дали изгубил 20, 30, 50 или 100, тоа не може да се измери. Во моментот се уште е прерано до претходните парламентарни избори и близината на локалните избори може да создаде амбиент во кој ќе се реафирмира високиот рейтинг на ВМРО-ДПМН. Гледаме дека најголемите превирања се случуваат во албанскиот политички блок, пред се во структурите на коалицијата Вреди. По заменувањето на Таравари се појавија спекулации дури за можно разидување со спикерот на парламентот Африм Гаши. Колку ќе биде ова закана за стабилноста на парламентарното мнозинство и на владата и колку локалните избори ќе бидат тие кои ќе пресудат дали може да обстои ВМРО-ДПМН и Вреди како коалиција плюс знам или ќе има потреба од нова изборна пресметка? Заминувањето на Армен Таравари од коалицијата Влен ја оштети коалицијата. И не само што ја оштети во смисла на бројки. Мислам дека дури тоа оштетување беше највисоко кога тој ја напушти коалицијата Влен, а се уште остана во владата. Кога ја напушти и владата, мислам дека таа поддршка за партијата на Таравари почнува полека да спаснува и дека Влен враќа нешто од гласовите, но може би создаде атмосфера на недоверба во рамки на самата коалиција. Нешто што тие нагласуваат дека се тие заедно против ДУИ, дека се хомогени, имаше најави дека ќе прават една партија од 4 поединечни партии. Таа атмосфера на моментум на напред како балона сапуни се исчезна кога Таравари напушти владата, мислам дека остави повеќе амбиент на недоверба. И тоа е вистинската дали Влен може да го продолжи тој тренд кон соединување и правење дихотомна слика во албанскиот блок или ќе се врати назад на слика ДУИ во средина силна партија и повеќе мали сателити како опозиција. Што се однесува до владиното мнозинство стабилно? Видете, ВМРО-ДПМН има толку многу политички капитал, особено заедно со ЗНАМ, што може да издржи подолго време со малцински албански партнер. Под услов да нема големи глас, да нема многу проекти за кои е потребно Бадентерово мнозинство, има доволно политички капитал да го издржи тоа. Но проблемот е што ќе се случи ако, например, се спојат Таравари, Села и ДУИ, какви што се најавите, и дискрепанцата на локални избори, тука ќе се мерат советничките листи, стане огромна. Тоа може да создаде една комплицирана ситуација и може да создаде нужност од можеби брзи предвремени парламентарни избори. Затоа што во тој случај легитимитетот на Влен ќе биде нарушен. Петар Арсовски, благодарам. Ќе следиме во следниве месеци. Очигледно дека летото нема да биде мирно на политичката сцена. Благодарам за оваа анализа вечерва. Благодарам на поканата.